Почитувани сограѓани, денес ви го презентирам еден од најважните проекти за сите граѓани на Прилеп, кој е дел од програмата која ветуваме дека ќе ја реализираме. Проект еднакво важен како за домаќинствата во Прилеп, така и за фирмите во нашата општина. Проект кој го нарековме реално остварливо. Во 2017 година СДСМ ветуваа дека ќе добиваме за 20% пониски сметки за вода од тогаш. Лага, како и се друго. Наместо пониски сметки за вода, се случи спротивното. Сметките за вода и канализација на граѓаните на Прилеп се зголемија за околу 60%, што е удар по джебот на секое семејство. После 17 октомври, новата локална власт, предводена од мене како градоначалник, заедно со Советот на општината, ќе пристапиме кон конкретни мерки за намалување на сумата за сметките за вода и канализација, затоа што веќе имаме план како да го направиме тоа. Или веќе имаме готов проект и после направени пресметки од стручни лица, кои ни помогнаа во разработувањето на овој наш план, истиот ветуваме дека ќе го реализираме. Имено, ова ќе го реализираме со првиот буџет кој ќе го спремаме јас, мојот тим и тимот на стручни лица, државни службеници во локалната самоуправа. Обврска на општината е да се грижи и да ги подпомага јавните предпријатија на кои таа е оснивач. Со точно определена сума ќе ја субвенционираме работата на пречистителната станица за отпадни води. За ова, одлука за субвенционирање ќе донесе Советот на општина Прилеп, која одлука ќе биде дел од бизнис планот за работа на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Со намалени расходи за одржување на пречистителната станица и што е најбитно, со значително намалени неоправдани сегашни трошоци, ние доделените субвенции кои ќе ги внесеме во бизнис планот и кој истиот ќе го доставиме до регулаторната комисија, ќе предложиме намалување на цените на сметките за вода и канализација, зашто за нашето побарување неизбежно е да ни даде позитивно мислење. Знаеме како и умееме тоа да го направиме. Во наредните 4 години нашата работа ќе биде само во интерес на сите граѓани на Прилеп. Со конкретни проекти и работа, почитувани мои сограѓани, после 17 октомври ќе извојуваме заедно бројни победи во интерес на сите.